1921. 2 godini po Prvата svetska vojna. Svetот ostana pak podelен i ovoj pat na pobednici i pobedeni. Македонија ја немаше ниту во една од овие категории. Таа не постоеше на картата од светот. Без свое огниште, македонецот го бараше насекаде по светот и никаде не го наодеше. Голем дел од македонските бегалци и припадници на Македонската револуционерна организација се најдоа во соседна Бугарија. Разбирам. Ѓорче Петров, еден од малкуте преживеани водачи на Илинденското востание од 1903-та, кога македонскиот народ преку Крушовската република за миг го предмети својот вековен идеал за слобода. Знам. Луѓе, ве разбирам. Но сега треба да се издржат овие тешкоти. Навистина, време е да ја видиме Македонија одморена од пукотници. Скраја од неволици и поштедена од пеплиште и крв. Но денес, кога крвта престана да тече, се открива едно зрелиште уште пострашно од крвта и од огнет. Цела Македонија, разурната и разграбана, се смета и од победниците, и од победените во минатата световна војна за некаков случаен предмет, за нешто кое вчера се родило, со кое нема што друго да се чини, освен да се распарчи и раздели меѓу оние кои мислат дека први го открили и наши. Но Македонија е една одредена целина и има право на самостојно суштествување, како и сите слободни држави околу неа. И кога пак ќе треба да се кренеме на оружје, тоа да го сториме во најпогодниот момент. Може би поколенијата што ќе дојдат по нас ќе го сторат тоа. Но тој момент за македонците има секако да дојде. Во тоа луњевито време, македонската емиграција беше најбројна во Бугарија. Еден дел на Македонската револуционерна организација, на чија чело стоеше Ѓорче Петров, настојуваше да ја измени тактиката на дејствувањето. Се оформи идеја да се мине повеќе на борба од парламентарен вид, при што ќе се користи помошта на најнапредните политички движења во Југославија, Бугарија и Грција, за да се признае македонската национална самостојност. Софија во 1921. Господа, тоа е предавство кон Македонија. Да. Самиот Ѓорче Петров тврдеше дека слободата без крв не се печали. Јасно. Господа, Македонската организација нема да биде собиралиште на јалови дискутанти и кандидати за парламентарни оратори. Да. Апсолутно. 30 3 кеца. Противниците на идејата на Ѓорче Петров остро се спротивставија, изнесувајќи дека акциите се единствениот знак за постоењето на Македонија. Додека на дело, во дослух со бугарскиот двор, борбата на македонските револуционери ја представуваа пред светската јавност како анексионистички чин. Така, нерешената национална и социјална положба на најдолго обесправениот народ во Европа ги исправи македонците пред нови премрежија, лутања и искушенија. На прагот од ова судбинско распаќе, во една разулавена, антимакедонска и фашизирана стихија, Македонската револуционерна организација ги загуби своите најистакнати борци. Господа, кој сака да филозофира, да му дадеме шанса кај што е најпогодно за тоа? Во идеална тишина и мир. Господа, на мртвите место име на гробишта. На апологетите на пасивноста, јас ќе им обезбедам заслужен мир.
Veselo se. Ovakvo prekrasno sozdanje, ja samo. Vi se Poveli? molim, gospodine Lukov. Si pretpostavljam, gospođo Lubenova, koliko ste prитеснети. Vaš soprug ima li ušte roda v Македонија? За моя среќа такви тие семејства многу детни. Во случајот не се знае кои се поголеми страдалници. Гостите или домаќините. На здравје. На здравје. Добра вечер. И десенот беше чудесен. Добра вечер. Просто Добра вечер. измислен за ќерка ми. Добро вечер. Добро вечер. О, моето почитување. Господин Иванов, ве молам. Што току пристигнав? Човекот е известен. Момчето од првите своји чекори е посветено на организацијата. Никогаш не било во Софија. Никој друг не го познава. Скоро е дојдено од Прилепско. Значи не е компрометирано. Ако дозволувате, би ви напомнал. Да. Пристигна уште еден воз со бегалци. Ѓорче Петров е постојано со нив. Сега пак одржа митинг. Мислам дека луѓето му веруваат. Крајно време е... Ти благодарам. Имаш добро око. Зборот на тој старец чини повеќе од 1000 пушки. За мене, еден куршум. Да. Се поретко ми дозволуваш да те видам. Многу сум запатен. Ќе ми простиш, нели? Може би вака е поради тоа што знаеш дека не можам без тебе. Недо, зар можеш да се сомневаш? Помогни ми и сега. Вашиот стан ќе ми биде потребен. Секогаш така. Што? Да не се сомневам, да ти верувам, да те очекувам. Многу години ти верувам, а се поретку сум крај тебе. Ние не можеме да се разделиме. Двајцата го знаеме тоа. Да, сепак почесто треба да си до мене. Осаменоста кому прилега? Недо. Недо. Ќе треба и ти да останеш во станот. Навидум се треба да изгледа како ти и господин Христов да се си дома со своите гости. Многу забавна роља ми одредуваш. Не ми е само до станот. Колку и да си ги знам луѓето. Јас и повеќе верувам во тебе. Ти ме убедуваш, а јас однапред сум согласна. Кој ти овој? Иван, студент по право. Ти се допаѓа? Мислев дали водиш сметка за луѓето околу себе. Умнице, не грижи се. Знае Иванов што прави. Ќе се види миграцијата е преврзана кон него, да не зборуваме за старите дејци. Тоа е најважен. Неговото ликвидирање ќе ни ги отвори сите патишта до македонското прашање. Ти ќе раководи со ликвидацијата на Ѓорчета Петров.
Ovo je prva naša akcija. Prvo oživotvoruvanje na mojata misija. Благодарам на довербата. Ке ги истребиме сите до еден. Како пилци. Еден по друг. Без остаток. Јас имам полна доверба во тебе, јако знам дека едно време шуруваше со него. Токму затоа сега ти давам шанса да се искупиш. Нема да се излажете во мене. Јасно ли е се за акцијата? Јасно, Добро. Сега на дело. разбира. И Иван ќе биде со тебе. Да, разбира. Грешките од сега има да се плаќаат со живот. 2 вагони штофови Б класа за Пловдив. Да, господин Христов. Јави му се на Браунер во Виена и соопшти му дека ќе го прекинеме договорот ако стоката не стаса на време. Да, господин Христов. Каде го сместивте контингентот од Англија? Тука нема ред. Во малиот магазин префрли ги галантерисите ситници, тука не сакам да ги видам. Разбирам, господин Христов. О, господин Луков. Добар ден. Добар ден. Господин Христов, време е. Да, време е. Само за момент, Мало. веднаш излегуваме. Јави му се на Павлов. Закажи му за утре во 12. Да, господин Христов. Повелете. Само после вас. До гледање. Имаме гостин. O, Dobar den, gospođo Hristova. kakva iznenada, gospodin Lukov. Povelete. Благодарам. Повелете. Sednete. Благодарам. Što se slučува, Milane? Душо, како да ти кажам, потребна си ни. Знаеш, се работи за една историска задача. За нас, за сите. И токму затоа, како да ти кажам, заради таа задача, јас ќе треба да заминам на пат за известно време. Нели, господине Луков? Да. Не грижи се за мене. Ќе бидеш само неколку дена сама. Тоест не сама. Тука ќе биде господин Луков, нели господине Луков? Да. No do Boga, Milane, ako na gospodin Lukov, ako mu treba naši od stan, kako što te razbrav, to je može da go polzva neprečeno i bez mene. Се извинувам, gospođo Христова, но вашето присуство е овде неопходно. А простете, ќе треба да телефонирам. Telefonot vi je van treto. Веќе го забележав. Благодарам. Ne sum soglasna со сето тоа. Мислам дека требаше да бидеш порешителен. Разбери, незгодно е да сум без тебе. Ти разбери. И слушај ме, Душо, чуј. Иванов ме замоли за стан. Ти знаеш дека тој ме има за свој. Тој држи до нас. А ти може би дури не предпоставуваш колку пушки и луѓе стоят за тој полковник. Тој е во Бугарија држава во држава. Тука јас сум немоќен. Te razbiram, no se plašam. Пајтонот ве чека. Господине Луков, можете да пренесете дека сме горди што и ние со нешто ќе придонесеме. Нели, Душо? Горди. И не грижете се за ништо, господине Христов. До гледање, господине Луков. Добар пат. Бидете спокојни. До гледање, Душо. До гледање, не грижи се. Се ќе биде вред. До гледање, Душо.
Го разгледавте ли станот? Повеќе би сакал со вас. Само да си признам, тешко се снаоѓам меѓу брачниве кревети. Ништо чудно, затоа станот има и други простори. Повелете. Пардон, господјо Христова. Ќе треба да ви објаснам вашата задача. Послугата ќе треба веднаш да се острани од куќава. Билети, молам. Покажете ги билетите. Молам, билетот. Билети, молам. Секој што ќе помине границата кон Грција и Југославија може да спечели 15 години затвор. А пак за укривање на македонски комити 7 годинчиња. Ко читаше ли ова? Тие гале, тоа важа ако те фатат. Гледај си здрави. Попули се овде. Како ти се допаѓа ова, а? Не е лошо. Само да вкус е малку поширок. Јас, бога ми не премирам. Ајде бре, ашлаци! Возот од Горна џума е пристига на првиот колосек. Возот од Горна џума е пристига на првиот колосек. Возот од... Малку подолу. Се молам, ако сакате да ми помогнете. Да поминам. Не ќе можам сама. Помогнете ми. Ајде. Каде се багажа? Не знам, да го сместиме некаде. Ајде. Ви се молам, каде е гардеробата? Ени таму напред. Благодарам. Еј, ваму! Побргу. Се извинувам. Дојде ли? На јавката никој не реагираше. Требаше да дојде со овој воз. Но јас му ја дадов јавката. Добро, ќе видиме. Чекајте ме во Пајтонот. Добро. По мене. Ви се молам, кога доаѓа следниот воз од Горна џума? Во 10:30. 10:30? Да. Благодарам.
Прости, не ти се заблагодарив за услугата. Не е важно. Да не требаше некој да те пречека. Сега повеќе не е важно. А мене никој не ме чекаше. Багажот го сместив и треба доперва да ја барам адресата. Ти не си од Софија? И јас не сум. Прв па доаѓам и не знам... Не знам ни јас. Остај ме. Каде е? Не дојде. Идиотштина. Една обична уговорка не можеме да исполниме како што треба. Има вечерен воз во 10:30. Ќе го чекаме со вечерниот. Се прашувам кој би можел да измени одлуката. А јас велам дека ќе дојде. Сеедно со кој воз. Не е седно. И тој збор не сакам повеќе да се употребува меѓу нас. И најмалата небрежност може скапо да начини. Возот од Горна Џумаја пристигнува во 10:30. Чувствувам ненужна паника. Му текнало некому да изменува уговорката. А последиците? После пак ќе биде одговорен Луков. Нервите. Тоа се нашите кутри и служени револуционерни нерви. Престани веќе. Ако сепак е нужно, известете го главниот. Ако некој треба да го извести главниот, тоа сум јас, господјо Христова. И ако некој треба да размислува и да донесе било какво решение, и за тоа сум пак јас, господјо Христова. Вие секако ја знаете својата работа, господине Луков. Се надевам. Чекајте ме овде. Да ве допредам. Ќе се снајдам самиот. Зборувај. Момчето не стигне. Се плашам дека уговорката не е во ред. Дојдов да прашам. Ако треба нешто да се превземе. Има вечерен воз. Ако не дојде и со него што да правам. Уговорката е сосема во ред. Момчето денеска мора да дојде. Да не сте пропуштили нешто. Не, постапено е според планот. Ако изгомнелиш нешто, и во Канада ќе те пронајдам. А јас? И да ми известуваш на време. Симни се. Ми треба пајтонот. То гледам. Експресниот воз Париж, Истанбул, преку Софија, задоцнува 30 минути. Кога доаѓа следниот воз од Горна Џумаја? Во 10:30. Благодарам. Воз Париж, Истанбул, преку Софија, задоцнува... Значи 10:30. Така е. Кога се доаѓа во голем град, некој без друго треба да те пречека. Мислев дека лесно ќе ги најдам. Кај кого ќе одиш? Кај роднини, тука ќе учам. А ти? Сега што ќе правиш? Како ќе ги најдеш? Не знам. Ти не си оттука, јас не сум оттука, само тебе те познавам. Ќе ми помогнеш ли? Еднаш ми помогна. Еднаш ти помогнав, еднаш си одмогнав. Може би еднаш и јас ќе ти помогнам. Се извинувам. Повелете. Ви се молам, дали знаете каде се наоѓа улицата Света Недела?
Поминете ни с паркот и од другата страна на езерото, секој ќе ви каже. Благодарам. Погледај што е убаво. Ајде, деца, купувате балончиња за дечиња, ајде, за балони. Балончиња за дечиња, ајде. Само повелете, ова нема ни напазар. Само ставајте. Не се плашете, ма нема оставаш 10. Ајде, луѓе, сцената добива. Едно ставаш 10 добиваш. Благодарам. Свеки ти за 10 довидување, благодарам, довидување. Повелете. Ајде да се сликаме. Не, јас не сакам. Ајде. Не. Тогаш јас ке се сликам. Одам. Да, тоа така, да. Земете го и ова, Благодарам. молам. Така, да. Насмејте се сега. Да, тоа е момент. Точно, благодарам, готово, благодарам. Ајде да си ја видиме среќата. Ајде. Добри луѓе, дробна пара подарете. Глувче бело среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Може треба глувче да гризне книже бело. Добри луѓе, дробна пара подарете. Глувче бело среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Стај бе! Застани! Глувче бело среќа носи. Добри луѓе, дробна пара подарете. Може да си среќен без да знаеш. Минатото ви е темно. Вашите желби и мисли тешко се исполнуваат, зашто многу непријателски сили се свртени против вас и зло ви готват. Но вие со добрина ќе ги пребродите и ќе живеете 77 години. Наскоро ќе тргнете на долг пат и најголемата желба ќе ви се исполни. Ќе го сретнете човекот што желно и нестрпливо сте го очекувале цел живот. Тој ќе се појави како принц од приказка и ќе дојде како од приказна шума. Банката. До кога ќе гракат? Проклети. Ту сто банката. Куќа ли ова или пештера? Празни шишиња. Нема ракија. Нема.
Ја најдовме. Да. Треба да одам. Кога ќе се видиме? Утре? Да, утре. И секогаш понатаму, нели? И секогаш. Ќе те чекам утре овде, при вечерта. Да, при вечерта. До утре. С Богом. До гледање. Почекај! Името, како ти е името? Дафина. Дафина. А твоето? Не душкај по туѓи долапи. И не треси ја пепелта кај ќе стигнеш. Душкал, не душкал, празни шишиња. Нема ракија. Нема. Тремаджио, мошне бргу грлото ти се подсушува. Па да, така ти е тоа. Млади, занесени. Не си го помрднале задникот од топли одај. И од нив ќе бараш да имаат разбирања за потребите на душата. Ки има различни, незавршени правници, умилкувачи, како ги вика, Дел Лукове, помогни ми. А да, револуционери Јорган Планинци. Слушај ти, престанете еднаш. Јас не дозволувам да ме навредува. Слушај, расипеш и нешто. Ке ти изрешетам јас лично, така да знаеш. Де па ти де, за една чашка ракија. А тој нека ме остави намира. Запамети го ова. Море мајката. Да не ви треба. Това сте вие. Очекувавте ли друг? Секогаш така се појавувате неочекувано. Како енигма. Во случајов како помош. Можам ли да поможам? Можете, само се прашам со што? Со гледање, например. Повелете, гледајте. Можем да ја замислам вашата венчавка. Музика, автомобили, пајтони, бал. Танци, на кој господинот не бил присутен. Мислам дека уметникот не бил на висина. Оригиналот изгледа мошне поинтересно. Ха-ха, шеш беш. Ај, пак е пиек. За ѓулбарчини. За барбу ти Севан му ја плаче мајката. Душеш, браво. Тука, драги мои, на балконот, каде се доцни со векови, со табли и зарови, ај, пак дубеш. Тој, момчето што го чекаме, мора да е едно од оние што сосем цврсто веруваат во својата историска мисија.
И кои мислат дека за секое нивно револуционерно подкашлување не стои никој друг, туку да, историјата со големо И... Замолчи, Дрдорко. Ако не беше брз пукаш, без друго ќе беше некој споровозен филозоф. Не е ли време? Ај, ти како да не беше тука. Тоа насана, неста са в забите да си... Да појдеме. Не е лошо да тргнете порано. Побрзајте и внимавајте. Каде си, момче? Од Македонија. Од Македонија? Да. Тоа е. Добро вечер. Стигна. Добро вечер, господине. Па, како си? Почекај малку. Добро. Иване! Момчето пристигна. Дошло со возот напладне. Како тоа? Значи се во време бил во Софија? Ние го чекавме. Свесен ли си што значи тоа? Ви кажа ли каде бил за се во време? Или отштина? Ми рече дека... Ке одам да ви приготвам нешто за вечера. Кога пристигна во Софија? Околу 3:30. Го знаеш ли с договорениот знак? Да. Седни. Повтори. Рекламен столб до главниот излез од станицата. Човек со дебела цигара го фрла опушокот. Јас со последните патници. Јавка Македонија. И ништо не забележа? Не. Ни нашите луѓе? Вечерва прв пат ги видов. Најважна ми беше уговорката. Каде беше за сето време? На станица. Беше ли в град? Не, само околу станицата. Од сега ќе заборавиш се. Името, родители, блиски. Ги немам. Татко ми и мајка ми ги отепаа 903-та во останието. Жалам. Таква е нашата судба. Колку години имаш, момче? 20 татерам. Се надевам дека ќе станеме пријатели. Ти рекоа ли зашто си испратен во Софија? Не, ми рекоа дека овде се ќе ми биде кажано. Одлично. Имаш ти своји блиски во Софија? Немам, за прв пат сум во Софија. А познаваш ли некој што да живее во Софија? Не, освен сега вас. Ракуваш ли добро со оружје? Да. А си стрелал ли ти, момче, во жива мета? Не, заради тоа важно. Бога ми важно е. Живата мета има очи, има душа, има глас.
Живата мета се приближува, а понекогаш може да има и пишка од врака. Ќе ми кажете ли зошто сум овде? Организацијата реши да премавне еден многу опасен предавник и изрод на нашиот народ. Ке ти кажам дека неговата смрт е единствена наша задача. И јас треба да извршам таа задача. Токму ти. Организацијата не случајно те одбра тебе. Благодарам. Но знаете, јас не сум тукаш. Токму затоа. Имено токму затоа. Знаете, друго е да е во борба. Но вака јас како неопитен во непознат град... Знам. Треба да ти биде чест што ти син на родители што си го дале животот за слободата на Македонија. Токму ти си одбран за оваа задача. Кога треба да извршам? Секој ден од животот на овој предавник е од непоправлива штета. Можам ли да знам кој е тој? Зар се важни имињата? Не. Знам дека не се важни имињата на предавниците. Правилно. А сега на вечера. Ки? Одведи горцата на вечера. Вие двајца вам. Ти, Методи, уште сега ќе појдеш ка Иванов. Речи му дека момчето пристигна. Разбра? Разбра се. И веднаш врати се. А ти, Крсто, утре изутрина со пајтонот да бидеш долу. Долу? Да. Хајде. О, господјата си отишла. Отиде на починк. Гледам дека си изморен. И ти би требал малку да си отпочинеш. Па, патот беше доста напорен. Седни. Благодарам. Пушиш? Благодарам, не пушам. Не сум се научил. А јас пушам премногу. Навистина премногу. Можам ли да ве прашам нешто? Повели. А решено ли е кога треба да се вратам назад? Тебе како многу да ти се брза. Мислев, кога сум веќе во Софија, да се видам со еден човек. Како? Па ти самиот рече, ако не се лажам, дека немаш никој свој познат во Софија. И немам. Не сум толку сигурен дека се наоѓа во Софија. Не сум го видел 10 години. А со кого сакаше да се видиш? Со Ѓорчета Петров. Со кого рече дека сакаш да се видиш? Со Ѓорчета Петров. Се разбира кој е во Софија. Ако не му пречи во работата. Може. Може би е во Софија. А од кога се познаваш ти со Ѓорчета? Тоа е долга приказна. Вас без друго нема да ви интересира. Не, напротив. Јас ви кажав дека моите родители беа заклани од турците. Откако се заситиле со колењето, тие го напуштиле нашиот двор. Токму во тој момент на нив удрила четата и ги истерала од селото. Во дворот, отако се смири, влезе човек несметно од дрвото, во чии гранки бев сокриен. Ми ги затвори очите да не гледам и ме изнесе од дворот. Да, во известна смисла јас нему му го должам животот. А кога подпорасна, се видјаваше ли со него? По 10 години, по Балканската војна. Тогаш, во нашето село, Чаниште, самиот војвода дојде да ме види. Ми рече, Машко, сега си голем. Ќе те испратам да станеш комита. И запамети, од сега имаш само еден родител. Организацијата. И гледај, синко, да живееш како човек. И да имаш пред себе само слободата. И да умреш за неа ако треба. Од тогаш не сме се виделе. Токму затоа би сакал да го видам. Ти сигурно многу добро се сеќаваш на неговиот лик, на неговиот од. Како низ магла. Голема брада, разделена на две бразди. Очи некако секогаш насмевнати. Па сепак, достатно е само нешто да те подсети на него и тој веднаш јасно да се открие во твоите сеќавања. Не знам. А, еве. Саатов. Единствениот спомен. Ми го дал војводата. Погледајте. Убав саат. Прекрасен подарок.
Što misliš? Da li bi te prepoznal da te vidi сега? Ne znam da li bi me prepoznao. Ne verujem. Ti mi videli возможно da go vidam? Ne znam, ke treba da prašam. Mnogo od starite vojvodi сега ги нема. Би ви бил благодарен за се што би дознал за него. Ќе сторам се што е во моите сили само за да ја овозможам таа ваша средба. Ќе ви бидам благодарен. Сега време е да си починеш. Да. Добра ноќ. Добра ти ноќ, момче. Комисијата за настанување на македонските бегалци одржа состанок. Ѓорче Петров рече дека ќе стори се. Ѓорче Петров продолжи... После! Да се скине весник и да се ликвидира човек, тоа како да не е се едно исто. Престан! Доста ми се моите грижи. Не ми се потребни твоите мудрувања. И те молам, не заканувај ми се. Ти знаеш дека твоите заканувања кај мене не врват. Ќе пукаме во човек што бил поин кај луѓето што се бораа за слободата на Македонија. Замолчи. Ќе ни се смеат луѓето. Храбреци ќе речат. Пукаат во она... Молчи! Што знаеш ти? И кој си ти? Некогашен комита што знаел да пука во турскиот аскер. Има малку разлика меѓу мене, комита што пукал, и тебе, комита што се продавал на секого. Слушај, не ти се пише варно ако продолжиш вака. Да, прав си. А сепак се прашувам, што ќе ни го ова? Овие денови на искушение, едно голобрадо детиште да си ги извалка рацете заедно со нас. Можевме сами да ја свршиме оваа гнасотија. Ти рекол дека се петкаш во работи што не ги разбираш до крај. Кој не ги разбира? Јас? Она детиште што пристигна вечерва, а утре веќе ќе го снема. Ни треба нам да ни останат рацете чисти, кога тој ќе го отепа Ѓорчета Петров. Се знаеш, тој не може да се премолчи. Да не сум те слушнал уште еднаш да го споменеш тоа име. Да разбра! Добро. Јас сум овде да си го заработам својот леб. Да. Значи нема да бидеш чувар во некој од софиските барови, како руските емигранти. Или како оние што ги видов денес, да скиташ по парковите и да питаш за коркалеп. Ке има работа за нас. Оние што ќе ни се спротивстават, што ќе ни советуваат да го оставиме оружјето, ќе ги испочатаме како пилци. Пилци? Многу ни ја поевтинуваш крвта. И не само нив. И колебливците меѓу нас. Да не мислиш на мене? А знаеш ли дека не се сите карти во твоите раце? Држам и јас некој адут, а? Да не ги чепкаме тие работи. Нашите давања, земања, да ги оставиме за потам. Да. Што мислиш да правиш сега? Вечерва јас прв ќе бидам на стража. А потоа ќе се напијам и ти се молам, не сакам да ме гибаш. Добра. Добра ноќ. Добри соништа.
Fezlijev, imaš li neko cigara? Fezlijev! 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 Fezlijev go nema. Što? Fezlijev go nema. Umno. To je sposoben da spletka na kraju. Se prašam kada bi možel da vidi. Kako izsekуваš vo nekoja mejana, mora me vednaš da go pronajdem. Pa ja volim. Dodam. Da ne se raspikaže kada što ne treba. Ostani ti tukaj, ja se naške se vratam. Verujem da kad je go najdeš vo kafe Battenberg. Dobro, dobro. Prostite. Prostite. Da ne ve razbudim? Ne sakav. Da, kako što gledate. Sakav da stvaram kafe. Zato li bi bea potrebni 2 filiđana? Ili bi je potrebna nesonica sa duplo kafe? Može bi. Sakate jedno ubavo kafe? Vred? Ke vi dadam šansa. Ова е пат и она е пат. Ви се молам, каде е излезот кон патот? Тргни се. Пусто ме
Čuto nevideno. Jaski gi odnesem. Го скрших намерно, за да останам со вас. За да не ве гледам толку осамена. Не. Се беше исполнето со вашето присуство. А јас знаев дека пак сте сама. Почувствувате ли колку тешко го отргнав погледот од вас? Izabel cel zaplakala, oki nema mladi delce, mlad tvoj voda da izleze. God se delce da izleze, taja pusta Makedonija, kada vidi mladi delce. Беше тоа. Ги нема веќе храбрите. Сега по улиците се чешкаме. Си играме револуционерна миженка. Ги учиме младите да пукаат крв. Дај, Трифуне, дај уште едно чоканче во чест на убавата песна. Ја слушаш ли, а? Ја слушам секој ден. Тоа па тоа. Тоа па тоа. И си мислам, македонските револуционери дали се подобри песнопојци или борци? Не туку дрдори тука, дрто магаре. Наполни го уште еднаш чоканчево. Ајде. Што мислиш? Ништо. Баш ништо. Ништо важно. Што? Не да. Не да. Мислам на тоа дека името ти е составено од едно не и едно да. Добро вечер. Нема.
Dobro utro, gospodin Lukov. Dobro utro. Daj, da. Trifune, daj ni po jedna. Ja spijam dupli. Ova kevi je posljedna. I duplo gledaš. Ne. Nema dvajca Lukovi. Lukov je samo jedan. Brgu će stasaš tamo kada što si trgnao. Ne zadevaj se ti so mene, Lukov. Zašto znaješ, zanajt mi je da im zemam na ludjeto merka za mrtoveški sandak. Alkohol ti je mnogo po nevino sredstvo od ova, što go gotvi me nije. Ke umre da ne napravi šega. Trifune, daj mu uštedno. Ova je posljedna. Batko Trifunek je, dojdeš? Eve, dođem. Pi. Koga ti je toliko jeftina cenata? Ke pija. A momče to beše od Čamište. Koji vojvoda beše vo toa vreme tamo? Ajde, Lukove, pomogni mi da se prisetam. Đorče, Orce, a? To se samo tvoje mudruvanje. Mene se nije prekuglava. I povećani zbor. Kutro to momče. Koga bi znajlo zašto mu je podaren torio život. Bej, goreština, brej. Подоблечи се уште малку, па ќе ти биде поладно. Ајде, сојтарија! Време. Тргам. Ја проследивме релацијата на неговото движење. Со планот на акцијата сите се запознаени. Секој си ја знае задачата. До подробности. Много добро. Внимавајте. Неговото име не секам да се спомнува меѓу вас. Јасно? Јасно. И внимавајте добро. Не сакам никакви грешки. Иван ќе биде одговорен за групата. Добро. Дојде ли до било каква засечка, стрелајте во вкрстенога. Иво него. Ајде. Секој што ќе се испречи, подноси. А сега добра ви среќа, јунаци. Слобода или смрт? Слобода или смрт? Добра ти среќа, синко. Слобода или смрт? Слобода или смрт?
Ti, Brodski, odi v Obitolsko taborište. A сега, Да. Ке се видим. Ке се видим. До гледanja. O, zdravo ime. Kako doma? Arno, pa namini. Zdravo, zdravo. Kako? Dobar den. Slušaj me vнимателно. Čovjek od pred nas, со темно палто, crna šapka i basnog rakata. Той. Jasno? Urce! Što se slučilo? Otepaj nekoga. Не успеевме да го задржиме. Фезлиев ќе води сметка за него. Сега внимавај. И по мене. Може некому се замирил. Напротив, сите само убав збор има за него. Утриот Ѓорче Петров, кому ли добрите луѓе му пречи? Друже на плочникот пред неговата куќа. И ти велам, немаше од него поголем закрилник на незаштитените. Ѓорче Петров. Тоа не е Петров е убиен. Тоа не е возможно. Ѓорче Петров е убиен. Ѓорче Петров е убиен. Ѓорче Петров е убиен. Кој? Убија Ѓорче Петров. Кој убиен? Ѓорче Петров. Луков! Зборувај. Готово е. Ѓорче Петров е мртов. Сигурен ли си? Како што те гледам тебе. Ѓорче е мртов. Значи готово е. Алал да му е на орца сигурна рака. Господјо Христова, акцијата наполно успеа. Благодарејќи му на орце, нели? Ред е да се почестиме. Зошто не? Иванов без друго ќе биде доволен од сите нас. Без друго. Тој секогаш сака да биде задоволен. Точно. Ова ни говори дека можеме да одиме понатаму во остварување на нашите планови. Организацијата мора да биде исклучиво во наши раце. Како што рековте, ви подготвив список. На Иванов повеќе не му се потребни списоци. Сега ми е отворен патот кон сите оние што ќе ми попречат. Ѓорче Петров, de mortibus nihil nisi bene. И другите, еден по друг. Преку тероризмот ќе дојдеме до целта. Судбината на Македонија е во наши раце. Весници, весници, убиен Ѓорче Петров, весници, весници. Весници, весници, убиен Ѓорче Петров, купете утро. Може да биде Ѓорче Петров. Убиен големиот македонски револуционер, весници. Убиен
revolucionerna organizacija, vesnici, Đorđe Petrov, vesnici, ubijen Đorđe Petrov. Može da si srećen bez da znaješ. Luvče belo sreća nosi. Može da si srećen bez da znaješ. Luvče belo srećan nosi. Može da si srećen bez da znaješ. Luvče belo srećan. Luvče belo. Sreća nosi. Kaj si, be? Nosete ги скршим, трчайки по тебе. Нищо виж. Смири се. Смири се. Ай си. Каде? Ajde. Vaša vakvina bila izvanredna, gospođo Hristova. Mi se dopađa. Mnogo. Blagodaram. Nije vjerojatno vi dosadil. Толку ми намажи, а сите зафатени со работа во која сосема се заборава на жената. Nema zašto da se izvinuvate. Sekoja žena ki je prosti za fatenost. A za zdodevnosta ne znam. Впрочем, вашиот сопруг уж утре ќе биде овде и вие не ќе имате никаква причина за здодевност. Вашиот семеен мир ќе си биде пак ваш. Mnogo ljubezno od vas. Laskavi zborovi. Vi blagodaram i vi poželuvam što počesto da gi upotrebuvate. Ќе се потрудам. Еден ден може би ќе имате подобро мислење за мене. Дали сте за вино? Луков! Луков! Што има? Иванов те вика веднаш. Иванов ме вика? Што му треба?
Gospodin Hristova, Fezlije Fjorce neka me čeka tuka. Ja svednaške se vratam. Dobro, Do gledanja. do gledanja. Do gledanja. Do gledanja. Me raduje što vaša ta ljubeznost je toliko široka, gospođo Hristova. I treba da te raduva. Ušte malko. Ajde. Gospođo Hristova, malko voda. Lošo mu je, da se osveži. Vednaš, sedni, smiri se i ne misli na ništa. Ništa. Donesete čaša. Da. Ajde, istikova. Blagodaram, gospođo. I što tuka sme da pomogne me? Ništa. Ke ti olesni. Taka je to sekogaš koga prv put se ubiva. Stavete go namjera, gledate deka ne moje do šega. Togaš malku rakija. Една подолга голтка ќе му помогне. Има во трапезаријата. Подобро ли ти е? Да. Ќе биде подобро. Зошто ме натера да убијам таков човек? Зошто? Не слушајте го. Тешко му е. Прв пат убива. Знам. Напи се. Една голтка ракија секогаш ја плакне душата. Зошто ме натеравте да убијам таков човек? Детиште, се зборували така? Мамата. Закопот нека биде што посвечен. Добро. Се разбираме за... Имам нешто да ти кажем. Тодоре, момчето, орце е потиштен. Станува несигурен. Блада. Се плашам. Ќе ми платите. До еден. Нема да умрам додека не ви се одмастам. На сите! Слушај, ти ќе ми ја кажеш вистината. Дали Ѓорче Петров бил предавник на Македонија? Дали бил? Зборувај! Не, синко. Никогаш не бил. Никогаш. Да. Не знам повеќе. Никако се зборува. Никако се чекори. Вчера сретнав една девојка и ми се стори дека знаев да зборувам, да чекорам, да живеам. Таа ми веруваше
I ja si verovav. Koga pukav. Mislev, дека ќе pukam во друг. A еве се чувствувам како другиот во мене да пукал. Слушај, ти си стар. Но ти не си толку стар за да не можеш да ми кажеш кој во кого овде пука. Бегај одобде. Бегај и не прашувај зошто. Каде? Каде да бегам? Зошто да бегам? Бегај додека те држат нозете. Овде не ти е местото. Овде не ми е местото. Каде ми е местото? Имам ли јас сега некакво место во овие црнила? Бегај! Бегај! Бегај кога ти зборувам! Детиште! Кој го видел бабу, се болен ми легна. Каде е младичот? Твоето Каде? девој... Си отиде. Како си отиде? Така, си отиде. Не му се допаѓа нашиот занает. Пијаницо, не подбивај се, каде е? Отиде да се слика како револуционер од ваш тип. Зборувај зошто го пушти? За да не ја дочека заслужената казна. Го уриваш се ова што го чиниме за Македонија. Македонија. Ги држиш цицките на Неда и мечтаеш за слободата на Македонија. Стани. Ќе проговори. Зборувај. Да го однесам? Не. Ти ќе го наградиш орцата. Разбра? Ако ти е мил животот. Барајте го по дрво под камен, момчето. Преварајте цела Софија. Драги наш, скап и никогаш не прежален Ѓорче. Ние,
tvojte posle duvači, voči spomen, postojano će žive tvoje to veliko revolucionerno delo, na nesebično budenje, na vekovniot ideal na Makedonija. Dozvoli mi, golem naš učitelu, da gi izrazam od imeto na pomladite pokolenija, iskrenite i so ništo ne pomateni čuvstva kon tvoja ta svetla pamet. Ta raka na proklet zlostornik, na krvav nasilnik, toj nizok čin, toj perfiden ubijec. Treba da ti bude čest što ti sin na roditelji, što si go dale život za slobodata na Makedonije, tokmu ti si odbran za ova zadača. Znam дека не се важни имињата на преданиците. Treba da ti bude čest slobodata na Makedonije, za slobodata na Makedonije. Neka znaje, neka ubivajkite tebe, neki prostrela vo nas i tvojte ideji i ideali. Pukaj. Borce, brani se! Јас веќе пукав. А овде не гледам човек. Да се умре, барем